Ред je ova 2021 година во утрински брифинг да ја завршиме со повеќето, нема да кажам сите оние, бидејќи сите не може да ги собере ни во студиово, но со повеќето луѓе, мои драги колеги, со кои што секој утро се обидуваме да ве брифираме на различни теми. Некои од нив се на линкови, па ќе ги вклучиме од тие линкови, а овдека во студиото со мене се разбира легендата на македонското новинарство, Александар Чомовски. Добро вечер, на висока нота да завршиме година. Абе, легендата in memoriam, значи на крај. Не, радувам се за тоа. Сашка Бубевска, мојата драга колешка, која што цела година не информира за овие, да кажам, културно обштествени теми, особено кога се жените. Најубавите, ја би се менувал во секоја доба. И Владко Чаловски, кој што знае да биде по линкови, кој што знае да биде со разни гости, покрива агли, кој што никој друг од нас не ги покрива. Му кажав на Чомовски, Џон Ошеј, за оние кои што не знаат, фудбалер на Манчестер Юнајтед, кој што играл од голман до напаѓач. Ете, видиш. Тоа јас не сум го знал. Инаку на линковите ќе не причекаат и ќе ги вклучиме, се надевам дека се веќе таму треба биде и Атовска, треба биде Елизабета Спасеновска и Марија Весова, мислам дека ќе стигне со Дејан Андоновиќ. Вчера направивме еден пресек на меѓународната политика, па него денеска го ослободивме да не мора да доаѓа. А нашиот Александар Петрески цела недела е со грип. Нема кажете го овој корона и нема омикрон. Нема омикрон, а му рековме седи си ти дома, гледај си таа работа, додека ние овдека. Еве и него го поздравуваме, иако е крајот на годината. Добро, да почнеме со најважниот меѓу нас. Чаловски. Што е близко до Чомовски. Даваш на голови. Чомовски, тебе ти е редот. Како ја пресекуваш? Лапсус го прави као да е Чоми. Близко е Чаловски до Чомовски. Сашка Бубевска знае у Ајден, кога водевме вести и вика реализаторите беа шокирани, никогаш не знаеа што ќе најавам и сега ја најавам. И овде исто сите сме шокирани, да. Викам на ред е Александра Лупевска, а ќе чуете после тоа и Снежана Бубевска. Така тоа веќе е прерасна во легенда. Да. Чало, што ти мислиш ќе се пензионираш у новинарството? Многу тешко прашање, Чомовски. Па сега за лесни прашања, сите сме тука. Па добро, глеј, Чаловски е близко до Чомовски, Чомовски се пензионира во новинарството и Чаловски ќе се пензионира во новинарството. Дај Боже. Чомовски, планираш да се пензионираш до прва? Па не се ми пракаат некои ворови, подворови. Иначе легендата ми. Тоа инаку него имаме во планот за следнава година. Да ти кажам право, немам намера да се пензионирам, ами имам намера повеќе да уживам со внуците. А како тоа ќе го комбинирам, да ти кажам право, уште не сум најсреќен во изборите што ми стојат, ама добро. Па, јас знам како ќе го комбинираш за утрински брифинг, не знам за другите ангажмани, овдека ќе бидеш барем со 2-3 разговори неделно. Холандската варијанта ќе ја направам на министерката, ќе си дојам со внуците тука, па ако ми се десува. Бубевска, како помина оваа година? Ја оставаме зад нас, мислам, уште една така ковидосана... Ковидосана, не многу срекна, еве се гледа и според овој последен ден од годината, нема еуфорија, нема некое предпразнично или празнично расположение. Како за кого? Некој имаше убави успеси, си постигна оваа година, во кариерата си прескокна неколку скалила, си зборам за уметниците, за луѓето кои што работат без разлика на пандемијата. Кај жените не е добра ситуацијата, знаеме сите проблеми, да не повторувам уште еднаш. Добро, ама ако барем ништо друго, а тоа не е малку, за тоа се почесто се говори. Се говори, точно. И мислам дека и јавноста е веќе свесна за некој проблем. Тоа го потврдуваат веќе и нашите соговорници. Еве, вчера ми јавија дека од Медуза ни дале благодарница за тоа што сме говореле за женските прашања, за феминистичките прашања. И така. Чомовски може да се трампам со неа. Зашто? За женските прашања? Да и оставам она за Ковачевски за заедно збори. А ја лично мислам дека... Чекај, момент, само да објавиме еден податок. Чомовски оваа сезона, значи, го имаше најгледаното интервју во рамките на утрински брифинг, бидејќи она со Мицковски проби плафон. Над 110-120 илјади прегледи, што
за платформа која што дури не е ни телевизија, бидејќи ние не се продаваме како телевизија, да вистина Чомовски е огромен успех. Да бидам искрен, има и многу други гледани содржини, ама ти тоа заради Мицковски представа, не заради продаваш на никои портали. Сакам да кажам дека културата е волшебство и морам да ти признам дека подценивме таков творечки ангажман да е тоа неверојатно. Имаме, например, 4 прекрасни романи. Зборам од милион, од десетина издадени. Има 2 концерти на Филхармонија. Добро, не ги подценивме се, тие ни беа гости. Филм Оскаровец кој создава впечаток. Има 2 изложби на Длум за 75, што е репрезентативно, која има таков капацитет на творечките, зашто ние преокупирани, овој Заев и Мицковски не утепа, а Саша уште кој ќе ти каже од Цабајле, види кој шо ќе земе, забораваме дека ова околу нас е обкружување кој има вистина стимулација. И тоа е знак на македонската одржливост. Добро, што е право, мислам, може би дури и по количествата кога би се преброиле, оваа година не е под, веројатно ни над некои просеци, ама Чомовски ќе се согласи дека има една депресија, едно нерасположение. Не знам, Чало, во помладиве генерации сега, ние сме малку, нели, има една разлика во генерации. Не знам како е во вашите генерации, ама некако јас чувствувам една издишаност прилична во она кај што јас се движам и со кој јас комуницирам главно. Депресија има, да, особено кај тие кои што се од 25 до 35 години, меѓутоа најголемата депресија е кај уште помладите, кај 20 годишните. Ако се сеќавате при разговорите со некои од нашите гости овде, кои од стручната фела говореа токму на тие проблеми, дека таа пандемија најмногу се раѓа кај помладите, бидејќи тие се тие кои што не знаат како да го исполнат ова време погодено од пандемија. Да, можда тоа има смисла. Јас сакам Елизабета Спасеновска која не чека на линк. Елизабета се изналинкува целата оваа сезона како и претходните сезони, но секојаш ако ништо друго во екстериер и е најчесто, особено за вакви топли зими, многу подобро да си таму отколку да си овде во студио. Елизабета, добро утро. Добро утро, Сашо, и добро утро на сите останати во студиото. Ајде на кратко, како тебе ти помина годинава? Што е за тебе најважно? Што мислиш дека оставаме зад нас и на што се надеваш дека ќе дојде во наредната година? Мене лично оваа 2021 година не ми беше лоша, убава година имав. Навистина сум среќна што и жива и здрава ја завршувам оваа година со оглед на пандемијата и со оглед на тоа колку околу нас луѓето се разболеа од ковид и од сите сојеви кои што доаѓаа пропратно со ковидот. Добив една убава награда за која што се зборуваше и во емисија, која што беше едно признание за мојата работа, награда голема во чест на великанот наш Блаже Куневски. Тоа е тоа што мене лично ми одбележа годината, можеби и еден доказ за мојата успешна работа. Инаку во однос на она кој што јас го третирам како теми, Скопски агол е мојата емисија, меѓутоа и останатите теми за кои што зборуваме, имавме избори, локални избори, токму оние за кои што ние често зборуваме на мојот линк, се разбира. Се надевам дека следната година ќе се посветиме баш на оние проблеми од нашето скопско секојдневие во нашата емисија Скопски агол, а во однос на она што слушнав се зборува и во студиото каква е атмосферата надвор, ние се наоѓаме на покривот на градскиот трговски центар. Тука се уште ништо не е раздвижено, меѓутоа се уште е исто така и многу рано. Јас мислам дека за неколку часа веќе ќе биде многу поинтересно, многу пораздвижено, а и убавото сончево топло време мислам ќе придонесе за тоа. Благодарам Елизабета, секогаш е добро од тебе да се чуе дека надвор има убаво сончево време. Денеска е баш новогодишно. Инаку?
Инаку да, сакав да кажам, ве слушнав исто така дека зборувате за пензионирање. Нашиот колега Љубиша Николовски веќе од утре заминува во пензија. Јас морав да искористам оваа прилика да му го честитам пензионирањето, а на сите наши гледачи кои што секојдневно не гледаат, да им ги честитам новогодишните празници, да ги поминат во убава весела атмосфера, меѓутоа почитувајќи ги протоколите, затоа што сите знаеме дека здравјето е на прво место, а потоа се останато. Ке имаме, верувам, време во текот на другата година да славиме, да уживаме, меѓутоа растеретени од оваа пандемија и рестрикциите со кои што се уште живееме. Фала ти, Елизабета, добро што го спомна Љубиша. И Љубиша од тие пензионерите као чо мислиш ќе отиде у пензија. Пензионерскиот клуб на утрински брифинг организира еднодневен излет во Негорски бањи. Ќе ви дадат научение. Да. Добро, јас морам да кажам дека не се само овие што се сликаме пред камерите, има цел еден тим кој што стои зад камерите, сега да не ги бројам луѓето, ние си ги знаеме. Ќе се задржиме на по една пијачка после оваа емисија, така што ќе се подсетиме сите заедно како поминала оваа сезона, се подготвуваме да влеземе и во 2022 година со некаква содржина која малку ќе биде видоизменета. Чомовски, нестабилна година. Мислам, година во која што се случија, ајде што е се покриено со оваа коронава, па веќе втора година, па тие приказни не станаа полесни, иако веројатно гледам дека сме малку на излекување. Но едни избори, годинава ни се случија двете најголеми трагедии за последните 30 години, сообраќајката во Бугарија, болницата во Тетово, во една година ни се случија. Добивме драми, изборни, постизборни драми, стабилни влади, нестабилни мнозинства, ова малтретирање што ни се случува од Софија во соработка со Брисел. Не може се каже дека оваа година Чомовски беше баш едно од оние за уживање, што би се рекло. Па ја не памтам 30 години во посттранзиција која година не била за уживање. Малку ни избледуваат мемориите, иако имало и потешки. Второ, дури под ризик да ме обвинат дека релативизирам. Ние забораваме дека во Романија се запали ковид болница. Во Русија изгореа, значи оваа година десетина се запалија, да, не ама секоја трагедија е своја за тежина. Македонија, но е специфика за Македонија. Неспособноста на менаџерските структури и во политиката, и особено во овие инфраструктурни проекти да се завршуваат и да се реализираат до крај. Според стандардите, што значи одговорно однесување. Еве класичен пример што морам да го спомнам. Нема ковид во пулмологија. Ке се запалеше пулмологија заради неодговорниот однос на пациент. Кој ќе беше виновен? Министрот ќе требаше да даде оставка, тоа мислам дека тоа е дел од нашата неодговорност. Јас можам да разберам дека во Тетово се случуваше стварно катастрофа. Можеше да биде сигурно и побрза интервенцијата. Меѓутоа, да се дозволи во такви услови луѓето да прават нати го дај ми го, тоа е неодговорен однос. Неодговорен однос кон сите вкупно. Не го обвинувам народот, зашто сите мислат дека сега народот е виновен. Не. Факт е дека нам ни треба тоа што Запад го сака да ни го донесе. Поодговорен однос кон општествената средина, кон нас, кон сите однос. Бубешка, како го доживува заминувањето на Заев од политиката? Јас како го Да, доживувам? како го доживува? Па го доживував... Чало се ќе го прашам за оваа последнава театарска премиера. Добро, го доживувам како уште една дестабилизација на општеството, бидејќи во овие сфери во кои што јас орбитирам повеќе, стабилноста е клучен фактор за да има и поголем прогрес и по-прогресивни да ни бидат ставовите, што е многу важно. А ова што го прават политичарите, овие нон-стоп турбуленции, се само уназадување на целото општество, ми се чини.
Чаловски следи, знам дека следи онака баш долги години една музичка сцена која што можеби ја нема по фестивали, а Чало се случува ли нешто по тие музички сцени последнава година? Кажам, последнава година повеќе филмови следам од колку. Така ли е? Кога видиш, не сум информиран. Овие со Галевски на пример кои што ги коментирате од десетината филмови само еден или два не ми се. Дури ни Макфест не го следуваш. Макфакс одамна, не следам. Макфест. Макфакс? Макфакс и Макфакс. Таму има информација. Што би препорачал ти од овие 10 филмови? Јас само Дуна го имам гледано од овој списокот на Сигурно French Dispatch, сигурно. French Dispatch. Да, Дуна исто така. Да, го немам гледано само Car Dealer, тој не ми е гледан филм и Тој е првиот што се го- уште што да, го и тој се преброи. уште не знам што е. И секако нашиот сестри треба да се Чекай гледа. да те прашам, а битката за Неретва си ја гледал или за сутра? Ајде бе, чом, тоа знаеш, татко ми и дедо ми покоен постојано тој филм кога беше на телевизиски програми ме седнува како мал ти зборам. Ме седнува, дојде овој филм, многу е важен, Многу дојде важен. овој многу е важен, овој е многу важен. Таа е остаток. Заврши битката да Неретва одамна, така е. Добро, колеги, јас би сакал Атовска да ја вклучам, која исто така имаме на линк и таа е на свеж воздух застаната и мислам дека е подобро отколку во студиово. Кристина Атовска, ти беше задолжена до сега во сезонова, а и во претходните сезони, секогаш кога треба да има некој љут разговор со некој од гостите, како ти помина годинова, што очекуваш на едната? Па за разлика од колешката Бети, јас не можам да ја оценам оваа година како добра година, ниту пак можам да кажам дека очекувањата ми се големи за идната со оглед на тоа во колку кризи се наоѓаме во моментов. За мене оваа година ќе остане запаметена по двете најголеми трагедии кои ни се случија, пожарот во Тетовската болница и автобусот кој при крајот на годината изгоре во соседна Бугарија и секако по оставката, падот на владата и почеток на практично на една нова нестабилност која можам да кажам дека беше малку и неочекувана. Што се однесува до коментарот за лутите разговори, не можам да ги наречам лути, туку може би само малку провокативни, а бидејќи сите знаеме дека многу се вешти нашите соговорници, политичари, кога треба да избегнат одговор, конкретен одговор на новинарско прашање, а понекогаш мора малку, како што велиме ние новинарите, и да се притисне за да се добие, за да јавноста може да добие некаков, да извлече некаков заклучок од она што го зборуваат нашите соговорници. Како што кажав, се наоѓаме во среде пандемија, се наоѓаме на почеток на прак, во енергетска криза, така што навистина и немам некои големи очекувања за идната Си година. вечерва за нова година, Крис, има ли, може ли таа приватна информација да споделиме со јавноста? Ја имам и детални прашања, ама тоа потоа. Зашто јас ќе прошетам на неколку места со оглед на фактот дека 2 години бев затворена во 4 зида и во тоа студио мислам дека вечерва, бидејќи имаме 15 на дена одмор, така што веќе сме нели имунизирани во целост, мислам дека вечерва ќе прошетам по скопските барови и дискотеки за малку да се опуштиме по оваа напорна година. Зашто ќе следува детален извештај веднаш после новогодишните празници. Кристина Атовска, благодарам. Најопасната работа во нашава... Нема да следува таков извештај, но добро. Најопасна работа во нашава професија да се обидете да избегнете прашање на Кристина Атовска. Тогаш мислам дека никој добро не си поминал. Колеги, јас ви благодарам и благодарам на сите што се зад Чаловски поведе. Ај, кека е, да, и да, кека е. Прашаме Савајлева за кека. Да, имаше тука, ама он се уште спил Чобовски дека се разговараше. Не бил Беше со кека. Сергеј со кека, направивме некои Кажа си бил со кека на кафе. референции и така. Ја Кека е одам со сите на кафе и не ви кажувам. Ако зборат. Ако не зборат, уште подобро. Збори А чарджијата. мојот хедонизам се однесува и не се случило ако не се знае. Благодарам на сите, благодарам на целиот Марија? тим кој што е зад камера.
Марија, види фризура Марија направи. Весова ќе го затвори овој разговор, ќе го затвори овој поздрав утрински, бидејќи таа беше заедно со Елизабета и најчесто на линковите и со колешката Марија ќе го заокружиме овогодишното издание на утрински брифинг на оваа трета сезона со тоа што ќе следуваат и вести. Марија, добро утро, и ти си во една убава атмосфера. Се надевам дека е добро и расположението. Како помина 2021? Сашо, после една добра собраниска чорба, добро сум за малку и немаше да ти се вклучам во програма. Оти ја чекав од Рингла да ја извадат чорбата во собраниската кујна. Не се шегувам, така, оти да го почнеш ти денот собраниски на работа, да не каснеш собраниска чорба, како да не ти поминал денот. До душа јас предпочитам таа да е без запршка, оти политичарите во собранието доволно меѓу себе си подпржуваат чорби, па така за нив тоа им го оставам како главен специјалитет. Ама јас уште нешто ќе ти кажам, за да може вие да имате линковско вклучување од собрание, да знаете што се случува таму, тоа ја не можам сама да го направам, тоа го прави со мене Бојан снимателот. Бојане, дојди со мене, ајде. Не мораш да се соблекуваш до тука. Еве го Бојан. Здраво. Бојане, добро утро, еве убаво и тебе да Изненадување, те видиме. Значи, дошол на работа, лажни се овие гласини дека го нема. Тој се знае каде и кој му е прав колега и со кого треба да се дружи. Бојане, кажи, што ти е најинтересно кога одим во собрание? Кој лик ти е најинтересен? Прво, че сме со тебе како позитивна особа, да соработуваме заедно, а после тоа твоето, како се однесуваш со политичарите, како... Како се однесувам? Па, тоа тамо, ти си таа што главна тамо, никој не сме тебе ништо ти каже. Не е до толку. Да. Што ни е најубаво кога сме во собрание? Прво, што правиме? Па, прво пиеме кафе, идеме, после тоа правиме некој интервју, После? Па после идеме на чорба. Така, на чорба, Саш. Марија, благодарам многу. Се надам дека и следната година ќе има уште многу прилики за чорби. Вечера не е лошо и нешто друго да се касне освен чорба. Оти мислам дека кај мене барем овие количествата на руски салати и на овие другите пратечки работи како кифлички се спремни. Пожелам добро расположение на сите. Благодарам на сите кои што утринава се вклучија во програмата. Часот е 10:31 минута. Време е да го ставиме Чаловски сам во студиото за да ги проследи последните вести, додека ние отидеме да дигнеме една чашка за да наздравиме нова завршување на годината. Јас само сакам на крајот да ви додадам дека мора да постои некој кој годинава ви ја направи посебна. Не мора да е ништо спектакуларно, може би насмевка во вистински момент, збор на сочувство кога најмногу ви требал, мал подарок, бакнеш допир, ситно внимание или некоја пренесена позитивна енергија. Сега е време да се сетите на нив, на тие луѓе да им возвратите со иста мерка. Од утре почнува нова година со нови среќи, разочарувања, успеси, но и надежи. Останете со утрински брифинги после нова година. Следуваат последното издание на вестите со колегата Чаловски.